Вести на Канал 8, добар ден. Општинската изборна комисија на Кочани ги започна подготовките за локалните избори 2017. Освен промена во раководството на комисијата, именувани се и нови членови и нивни заменици. По направените персонални промени, Општинската изборна комисија Кочани ги започна подготовките за локалните избори 2017, информираше за Канал 8 претседателката на Општинската изборна комисија Марија Гоцева. Таа за претседател на Општинската изборна комисија Кочани дојде на местото на Далиборка Сандева Стојанова, вработена во Општина Кочани, а персонална промена е направена и во членството на Општинската изборна комисија, така што на местото на Моника Јованова, вработена во Министерството за информатичко општество и администрација, за нов член е именувана Драгица Георгиевска, вработена во администрацијата на Општина Чешиново Облешево. Гоцева информираше дека денеска се именувани нови членови и нивни заменици на избирачките одбори за 63-те избирачки места колку што се утврдени во Општина Кочани, бидејќи на претходните членови и заменици на избирачките одбори мандатите од 4 години им завршија. Општинската изборна комисија на Кочани, според Гоцева, ги добила сите потребни услови и просторија за спроведување на изборите. Локалните избори се финансираат од буџетот на Општина Кочани, но подетелни информации колку средства треба да се трансферираат за сега немаат како Општинска изборна комисија. Инаку, во Општина Кочани тече јавниот увид во единствениот избирачки список. Јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница работи на замена на водоводната линија во село Јакимово, која што постојано правеше проблеми и се јавуваа чести дефекти. Се работи и на реализација на други проекти во оваа општина, а потрошувачката на вода од филтер станицата во Виница изнесува 38 литри во секунда. Со цел задоволување на потребите на населението со вода, предпријатието ги вклучи и двата резервни бунари, а планира за оспособување и на трета. Водоводната линија во село Јакимово Виничко, која што постојано правеше проблеми и каде што се јавуваа чести дефекти, е во фаза на замена. Должината на линијата изнесува околу 300 метри и се очекува интервенцијата да биде завршена во наредните 2 дена. Во тек се и други активности и тековни проекти во реализација на јавното комунално предпријатие Солидарност Виница. На улица Партизанска имавме реконструкција на водоводна шахта, каде што имавме 2 вентили или затварачи кои што не беа во функција. Сега поставивме 4 нови вентили и ја поврзавме, преку таа шахта се поврзува улицата Крушевска Република со улицата Јане Сандански, што досега не беше случајот. И со таа интервенција очекуваме да се зголеми притисокот и количините на вода во високиот дел од ниската зона, со кој што имавме стално проблеми во изминатите летни горештини. Инаку, додава Спасовски, моменталната потрошувачка на вода од филтер станицата во Виница изнесува 38 литри во секунда. Во попланевните часови се зголемува потрошувачката на вода, па така и дотокот на вода во Градечка река го зголемуваме ние и ги ја прочистуваме водата, се со цел нашите граѓани да не осетат недостаток на вода. Ова се должи пред се на, да кажеме, на добрите временски прилики кои што се случија пред 2-3 дена, кога заврна дожд. Претходно имавме проблеми со недостаток на вода за пиење. Од река Градечка доаѓаше рекордно ниска количина на вода, од која на моменти дури спаѓаше испод 20 литри во секунда. Значи, тоа е незапаметено од самото постоење на филтер станицата, која што функционира од 1991 година. Пред 7-8 години се сеќавам дека имаше намалени количини кои изнесуваа до 29 литри во секунда, па можете да замислите сега имаме до 19 литри во секунда количини од река Градечка. За таа цел, за да се задоволат дневните потреби на населението, јавното комунално предпријатие Солидарност постојано ги вклучуваше двата бунари, кои што служат како резерва. Едниот е во близина на село Јакимова, а другиот во близина на така наречениот Крашаджицки мост. За комплетно задоволување на потребите, јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница има планирано уште една инвестиција, а тоа е оспособување на третиот резервен бунар Дончево Кладенче, кој што се наоѓа во близина на индустријската зона во Виница. Од предпријатието се надеваат дека наскоро ќе биде оспособен и тој резервен бунар, со кој што Виница би требало да нема проблеми веќе околу водоснабдувањето.
За новата градинка во Зрновци веќе се пријавени 50 на деца, а општината е во очекување на добивање одобрение за отпочнување со работа. Ќе останат ли без заштита овие веќе пријавени деца за посетување градинка? Општина Зрновци особено внимание посвети на еден од најприоритетните проекти – изградба на детска градинка во Зрновци со цел згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст. Од неодамна овој објект е во целост завршен, поставена е целокупната опрема, објектот е партерно уреден и со тоа ги исполнува условите за успешно обавување на дејноста. По направениот увид од страна на стручни лица од Министерството за труд и социјална политика, општината е во очекување на добивање одобрение од Министерството со цел регистрација на детската установа, а потоа веднаш и со отпочнување со работа. Инвестицијата во детската градинка, која е од капитално значење, представува инвестиција во сигурна иднина за најмладата генерација. Децата заслужуваат соодветна грижа и заштита. Со ова ќе се осигури процесот на социјализација, неопходен за правилен раст и развој на децата, истакнува градоначалникот на Зрновци Блаже Станков. За престој во градинката се имаат пријавено околу 50 дечиња, но таа бројка не е конечна. Градоначалникот Станков истакнува дека очекуваат бројката да достигне и до 70 деца. Од општината се надеваат дека распишаните локални избори нема да бидат пречка за добивање на одобрението за работа со оглед на потребата и итноста од нејзино отворање, со тоа што се веќе пријавени 50 деца за одење во градинка. Инаку градинката во Зрновци е градена со средства од ИПА фондовите на Европската заедница во висина од 230.000 евра. Опремата во градинката е целосно обезбедена од Министерството за труд и социјална политика. 103 милиони денари во асфалт, 60 милиони во водоводна и канализациона мрежа, индустријска зона со 200 вработени, 2 нови градинки. За 4 години реализирани над 100 проекти за подобрување на инфраструктурата во Виница е само дел од сработеното на градоначалникот Дончев во неговиот втор мандат. За 4 години реализирани голем број проекти на полето на инфраструктурата, економијата, образованието, културата, социјалната заштита, комуналните дејности, спортот, невладиниот сектор. Ветените проекти од програмата на градоначалникот Емил Дончев не останаа на хартија. Голем дел од нив веќе се во функција, дел се во завршна фаза, а дел во фаза на реализација. Политичката криза значително го отежна, но не го стопираше работењето на локалните самоуправи. За овој период од 4 години асфалтирани се 22.250 метри регионални улици и патишта со вкупна вредност од 103 милиони и 500 илјади денари. Изградени се или реконструирани 8.060 метри фекална канализација и 13.300 метри водоводна мрежа со вредност од 60 милиони денари. Инвестиравме во инфраструктура за изградба во новата индустријска зона, 30 милиони денари. Денес овде екзистираат 6 правни субјекти и се вработени повеќе од 200 наши сограѓани. Изградивме атмосферска канализација на улиците Браќа Миладинови и Линденска во вредност од 19 милиони денари. Набавивме 2 возила за смет за потребите на јавното комунално предпријатие, со што значително се подобрија услугите на нашето предпријатие. Во изминативе 4 години општина Виница го вложи максимумот во социјалната заштита, овозможувајќи предучилишна социјализација за најмалите во 2 поголеми села. Адаптиравме простории и пуштивме во употреба 2 рурални градинки и 1 дневен центар за стари лица. Во овие 2 градинки, во селата Истибања и Трсино, во моментот се згрижени околу 40 деца, а дневниот центар во село Истибања го посетуваат повеќе од 30 пензионери. Во овој период од 4 години обезбедено е ново возило и опрема за виничките пожарникари. Реконструирани се повеќе училишта, како и старата градска бања. Изградени се и повеќе наменски, но и тениски игралишта, а континуирано се работи и на проекти со енергетска ефикасност, додава Дончев.
На полето на културата исто така се постигнати одредени резултати. Повеќе од 3 децении општината го финансира и реализира меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо со учество на ансамбли од целиот свет, како и фестивалот на хумор и сатира Инвиница Веритас. Во делот на заштитата на културното наследство отворена е нова музејска поставка во музеот Теракота со предмети и артефакти од археолошкиот локалитет Коколов-Рид, а продолжи меѓународната соработка со збртимените градови од Бугарија и Турција. На 24 и 25 август ќе се спроведе најавената акција за почист град и почиста околина за живење, во која граѓаните ќе можат да се ослободат од старата техника и мебел што ги имаат. Акцијата заеднички ја спроведуваат општина Кочани и комуналното јавно предпријатие Водовод. Општина Кочани и комуналното јавно предпријатие Водовод покренаа заедничка акција за почист град и почиста околина за живење. За таа цел во подготовка е голема собирна акција на кабаст, отпад, бела техника, стар мебел и отпад со поголема зафатнина, со цел истиот да се отстрани од домовите и депонира на одредено место во градот. Акцијата ќе се спроведе на 24 и 25 август, а собирните пунктови ќе бидат кај спомен домот Асно, на улицата Скопска кај градскиот Панаѓор и кај железничката станица, истакнува Венцо Бојков од општина Кочани. Во акцијата, додава Бојков, може да се вклучат и граѓани кои имаат отпад со поголема зафатнина и истите треба да се јават во комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани за навремено преземање на истиот и депонирање на соодветно место. Со оваа акција, општина Кочани настојува градот Кочани и понатаму да остане чиста средина за живење и посакувана дестинација за голем број жители од соседните градови на земјата. Во тек се подготовките за 22-та пензионерска олимпијада, чиј домаќин за прв пат ќе биде општина Кочани и Сдруженијето на пензионери. Организатор е Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија. Кочани на 2 септември ќе биде домаќин на 22-та републичка пензионерска олимпијада, на која се очекува присуство на над 500 учесници од 43 пензионерски здруженија од државата. Организатор е Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија, а домаќин за прв пат е Сдруженијето на пензионери на Кочани. Организатор е Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија, а домаќин е Сдруженијето на пензионери на Кочани. Кочанското здружение за прв пат е домаќин на ваква врвна и масовна спортска олимпијада на луѓето од третата доба од животот, зашто се прават посебни организациони активности за успешно реализирање на надпреварите и заедничка дружба на пензионерите од цела Македонија. За во петок е закажана пресконференција на организаторот и домаќинот на олимпијадата, на која новинарите и јавноста ќе бидат информирани за тековните активности и програмата за одржување на оваа спортска манифестација, на која се очекува и присуство на над 500 посетители од цела Македонија. На 22-та пензионерска олимпијада, која ќе се одржи на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани, ќе учествуваат најдобрите спортисти, поединци на регионалните спортски надпревари, кои во месеците мај и јуни се одржаа во 8 региони во државата. Локалитетот кај Дабот во селото Бели остана доминантен на целото како излетничко место за овдешните жители, но и за случајните намерници. Кратка Канал 8 историја за 5-вековниот Даб, кој што обстојува до денешни дни. Во близината на селото Бели Кочанско, на височинка која е доминантна на целото, се наоѓа локалитетот кај Дабот, познато излетничко место за овдешните жители, но и за случајните намерници. Локалитетот постоел од поодамна, а за минатото и богатата историја зборуваат и кажувањата на овдешните жители. Тие се поврзани со учеството на жителите на Бели во илинденскиот период, во Првата и Втората Балканска војна, како и за отпорот што како жители го давале на бугарскиот окупатор во Втората светска војна. За настаните поврзани со блиската историја на Бели и местноста кај Дабот зборува и спомен плочата поставена на манастирот Свети Илија. Околината на Дабот е прекрасно место за одмор на голем број посетители, кои без разлика на годишните времења и условите за престој доаѓаат на локалитетот и се воодушевуваат на гледката од ова место, на прекрасните предели кон осуговијата, но и на плодните ниви од Кочанското поле. Посебен куриозитет на ова место представува 5-вековниот Даб, кој обстојувал до денешни дни.
Ниту пожарот предизвикан од гром, ниту несовесниот однос на оделни посетители кон неговото стебло и крошна не го спречиле обстанокот на овој горостас кој се извишел високо над ридот. Во комплексот кај Дабот во Бели се наоѓа и манастирот посветен на Свети Илија, кој редовно секоја година ги собира верниците на манастирска слава. И не само тоа, манастирот е отворен за секојдневна посета на верниците кои често навраќаат во него. Кај Дабот со сите понудени содржини, а за кои се грижи црковниот одбор од село Бели, од ден на ден станува значајна туристичка дестинација на дофа до градот. Почитувани, со прогнозата за времето го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.